Општината Киселавода е првата локална самоуправа што ја имплементира услугата итно копче во соработка со Црвениот крст. Тука застанувам и ја барам колешката Елизабета Кузмановска, која што ги има повеќе деталите во следниве неколку минути за овој нов проект. Елизабета, добро утро. Добро утро, од едно веќе сончево можам да кажам и сигурно е над 20 степени во центарот на градот. Како што најавив, се наоѓаме пред Даре Џамбас, ке разговарам со Сузана Тунева, која што е секретар на Црвениот крст на град Скопје. Навистина актуелни теми имате деновиве, меѓутоа најактуелна е она што ја направивте соработката со општина Киселавода. Оттаму веројатно ќе почне активноста итно брзо копче за сите стари изнемоштени лица. Да, така е. Всушност се работи за еден проект кој што веќе 3 години постои во нашиот град. Тоа е итното копче. Тоа е еден проект кој што како искуство го превземавме Црвениот крст на Австрија и Црвениот крст на Швајцарија. Значи, тие ни дадоа голема поддршка за да го развиеме тој софтвер и систем. Проектот веќе 3 години постои и беше бесплатен комплетно за сите граѓани кои што беа во таа пилот фаза. Бидејќи самите евалуации покажа дека тоа е еден одличен сервис за една урбана средина, како што е нашиот град, дека лицата кои што се од трето доба имаат потреба, нели, да имаат комуникација за различни проблеми во текот на денот со тимовите на Црвениот крст и токму заради тоа 110 копчиња веќе беа пуштени како пилот фаза во последните 3 години на територијата на нашиот град и сакам да кажам дека преку тие 3 години го развивме софтверот, сите недостатоци ги прилагодивме, бидејќи не може да се превземе целиот проект комплетно од Европска унија, меѓутоа мора да се прилагоди на нашата средина. Верувам дека и другите општини ќе се приклучат кон оваа акција, меѓутоа постапката како оди? Знаете како, значи овој проект треба да има одржливост и токму заради тоа ние се обраќаме сега до локалните самоуправи. Значи прво градоначалникот на Киселавода беше тој кој што ги препозна овие позитивни елементи на самиот проект за граѓаните во неговата општина. Потоа исто така имаме соработка со Ѓорче Петров, веќе сме во преговори со Газибава и со Карпош. Така да овој проект не е сам за себе. Значи, освен тоа што старите лица носат алка на која што има црвено копче, затоа го викаме итно копче, со притискање на тоа копче, тие значи имаат рутер во својот дом. Тука исто така имаме соработка со Македонски телеком, значи се притиска копчето и директно се вклучува во кол центарот на Црвен крст 24/7 и тука нашите кол оператори кои што се парамедици, медицински сестри, лекари разговараат со лицето каков проблем има, заради тоа што имаме паничен напад, дали правилно ги земал лековите, некогаш се случува и некоја интервенција која што треба да реагира. Така да ние имаме контакти со нивните семејства и целиот тој систем така функционира. Па потоа тука се надврзува нитното копче и санитетскиот транспорт, во колку лицето треба да се транспортира во болница. Значи наши возила, веќе на територијата на Скопје имаме такви 4 возила кои што се опремени за санитетски транспорт и во колку сметаме дека е една животно загрозувачка ситуација, тогаш нашите тимови ја повикуваат брзата помош. Значи ние сме на некој начин додадена вредност во заедницата за поддршка на лицата и сме додадена вредност на системот за здравствена заштита што го имаме преку брзата помош. Навистина одлична акција што се вели од совет до транспорт. Така е. За не дај Боже во најтешки состојби. Црвениот крст подготвувате акција за прва помош. Значи вака, во рамките на овој период, се подготвуваме како што веќе би ти кажа дека е веќе времето топло и мораме да ги направиме сите реорганизации во рамките на програмите за да се прилагодиме на летото. Веќе идната недела имаме голем натпревар по прва помош за подмладокот. Значи ние многу работиме на подигање на средства за првата помош, која што на некој начин е поврзана и со итното копче и со санитетскиот транспорт, кога секој граѓанин ќе ги знае тие основи на прва помош, многу полесно ќе бидеме социјално одговорни личности. Интересно е тоа што младите луѓе, значи многу да кажам ја обожаваат и ја сакаат првата помош да ја практицираат и имаме значи градски натпревар со 15 екипи од основните училишта, ќе биде интересен настан и тука најдобрите секако ќе бидат мотивирани и наградени.
Веднаш после тоа 14 Па и може јуни. би идни ваши волонтери, Тоа е така најдобрата алатка, значи Да. преку првата помош ние ги регрутираме првично најмладите во рамки на Црвениот крст и да кажам негде околу 30% од нив остануваат волонтери во Црвениот крст. Тоа е навистина една евалуација која што ги покажува тие резултати. Веднаш после надпреварот го имаме 14 јуни, Да, светскиот ден на крводарителството. Тука ќе зборуваме повторно за тоа што значи нели крвта, драгоцена течност, е она што го правиме за подигање на свеста да се задржиме на тоа ниво за доброволното дарување на крв. И секако тие мали воредни акции кои што ќе бидат во текот на летото поради годишните одмори, поради тоа што имаме помал број на луѓе во градот, да можеме нели да ги задоволиме потребите со крв во клиничкиот центар во Скопје и надвор од Скопје. Тука се планинската станица, спасителите на вода, подготовките за аквапаркот, значи сите тие летни активности кои што следат. Имате доста работа во лето. Така е. Покрај зимскиот период, навистина, така е. односно сте исторени, како велиме, играчи на отворено, на Па да, улица, на терен. нашата функција и тоа е всушност да бидеме поддршка на државата, да бидеме поддршка на властите, да имаме советодавна улога, се со цел сите заедно да го направиме местото каде што сите ние делуваме, пријатно место за сите, луѓето да се чувствуваат безбедни и на некој начин да бидеме отворени да зборуваме за проблемите кои што ги имаме во секојдневието. Сузана Тунева, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Се гледаме во следна прилика. Благодарам во секој време. Благодарам уште еднаш. Студио?